Здраво, ова е 302-то издание на Видеологија со Златко Ѓелески, дигитален краток осврт за актуелни филмски остварувања, односно спонтана критичка анализа која е збир на први впечатоци илустрирани со подвижни слики. На денешниот репертоар е Perfect Days од Вим Вендерс, во кој станува збор за Хирајама, глумен од Коджи Јакушо, скромен хигиеничар кој ги чисти и одржува тоалетите во Токио, кој е задоволен со својот живот. Тој се држи до преодредената репетитивна рутина и внимателно одвоено слободно време, посветено на неговите пасии, слушање рок-н-рол, читање книги и воодушевување со дрвата, кое го вековечува со фотографиите кои ги прави со аналоген фотоапарат од нив секој ден. Хирајама е интригантен филмски протагонист кој наводно ја има пронајдено формулата за среќен живот. Тој ги има структурирано и подредено колоквијалностите до перфекција, што во балансот од нивната редундантна изведба го наоѓа задоволството во животот. Тој се отстранува од трката по статус, престиж и богатство и е задоволен со тоа што го има и максимално ги искористува погодностите на според него достојниот живот кој го живее. Има убавина во книгите од $1 и никој не ги сака, затоа што знае да ја препознае во нив, се разбира, а Хирајама е еден од нив. Меѓутоа, неговиот идеален симулакрум на постоење се нарушува кога во равенката на самотниот живот ќе се инволвираат ликовите од неговото минато, до кое гледачот нема пристап со оглед на тоа што Хирајама не сака да зборува за своето минато, а не ни има со кого да ги сподели тие размисли, па затоа мора здраво заготово да ги сваќаме појавувањето на членовите на неговата фамилија, кои со самото нивно присуство во животот спроведуваат дисбаланс на воспоставената хармонија, не баре се атоми кои со самиот процес на гледање во нив ја нивната форма. Ви звучи ова од некаде познато? Слично напукнување на рутината можеме да гледаме во култниот Жан Дилман на Шантел Акерман, многу децении претходно, но разликата во филмот на Вендерс е таа зен хармонија, тој животен спокој кој смета дека Хирајама го искусува, што кај Дилман е прекривка на јадеши. Хирајама е екземплар на саменик, но за него е својствено дека ужива во присуство на самотијата во неговиот дом, ама и во интеракцијата со останатите ликови кои се самопокануваат во неговиот живот и своевремено ја бркаат самотијата од неговиот дом, доаѓа до согледба дека има убавина која се крие и во нив и може да се научи нешто плюс од нивните битисувања на земјата. Тавтологијата на неговата делотворност во ниту еден миг во филмот не се обесмислува, напротив, во кохабитот со останатите се внесува еден нов чинител, еден нов емоционален квалитатив кој ќе биде отклучен токму во сцените во кои ќе забележиме промена на експресиите на лицето кое неретко и крие од светот. Фотографирањето на дрвата е еден вид на уловување на мигот, односно кондензирање на убавината додека трае, како антитежа на модерното живење, во кое сме во постојана меѓусебна трка со напливот на информации, а во тоа константно трчање, Хирајама не потсетува дека забораваме да застанеме и да го испочитуваме убавиот миг пред да исчезне или да се претвори на ново помодарство на објавување на заедисонце на Инстаграм. Преку светогледот на Хирајама се трошат резервите на емпатија на споредните ликови, сестрата, внуката, соработниците и присутните во павот. Тие се фактор на непредвидливост, изненадување која најпрвин го предизвикува редот во животот на протагонистот, а потоа го збогатуваат. Сите тие знаат мало парче од претходниот живот на Хирајама, за кои ние само може да претпоставуваме. Човекот со ахроматски сни убедливо го доловува Коджи, кој е јапонска жанровска актерска легенда за мене, кој го знаете од 13 Assassins, Харакири, Death of a Samurai, Pulse, Cure, Memoirs of a Geisha, The Third Murder и Babel. Со оглед на тоа што сведочиме на инфраструктурата на Токио и на примената на напредната технологија во секојдневното живење, чија намена е да го олесни животот, филмот во тоа модерно хроничарење демонстрира и едно своевидно постоење на туристичка разгледница на модерно Токио низ призмата на обичниот негов жител, филм снимен за експедитивни 17 дена. Нема оригинална музика компонирана за филмот, туку се употребува музички избор на добро познати во временски рок-н-рол класици, кои ги наслушнуваме додека еманираат во автомобилот, додека се вози протагонистот до работното место и се разбира дека е вклучена композицијата која е аналогна на насловот на филмот кон крајот на делото. Меѓутоа, не верувам дека единствената причина поради која ги слушаме е затоа што му прават мерак на Хирајама, затоа што тој е човек кој ужива во тактилностите на аналогното постоење, односно чита печатени книги, слуша музика од аудио касети. Токму поради тоа сметам дека не може да се занемари евокативната димензија која ја има и самата музика, која не ја артикулира ликот
дека на времето било подобро во некоја носталгична кованица, но и ретко естетиката во еден од најмодерните градови, која кога ќе се стави во контекст дека живее лик во град во кој јавните тоалети ги замаглуваат стаклените врати на копче, е контрапункт на модерното живење. Да не се лажеме, ужива во секој музички избор на Вендерс во филмот, односно музичкиот вкус на Хирајама, кој варира од Пети Смит, The Animals, The Kings, Нина Симон, The Rolling Stones, Ван Морисон до Лу Рид. Имам аудио касети кои би му се допаднале на ликот. Директорот на фотографија Франц Лустиг го портретира Хирајама во оригиден 1.33 наспроти еден аспект, меѓутоа крупните планови на лицето на Коџи доаѓаат повеќе до израз, а широките планови на градот го доловуваат Токио не баре се наоѓа во некаква разгледница од Polaroid. Во Битола имав можност да направам едночасовно интервју со снимателот на филмот и да го распрашам до дета за снимањето на делото, кој ми посочи дека тој, кога го има добиено сценаријето на Вендерс и Такасаки, веќе било обликувано во една целина и не станувало збор за подалба на 4 чина, односно 4 репетитивни дена од животот на Хирајама. Низ објективот на Лустиг, самиот режисер ги применува обсервационите документаристички моќи да посведочиме како мува над зидот за рутината на Хирајама. Што ме опрашање спорогоречки медитативен филм, тоа значи дека монтажерот Тони Фрошхамер мора да најде начин да спроведе одмерен ритам во течението помеѓу сцените, кој ќе го поведе гледачот на ова смирено патешествие, што успешно го реализира. Тоа што за многумина ќе биде спор и банален филмот, тоа е друг проблем за кој не треба да се окривува монтажерот, кој си го исполнил бараното задолжение од него за смирување на наративното море за умерена пловидба. Филмографијата на режисерот Вендерс е обемна и датира од 1967 година, која брои 90 на филмови, започнувајќи со краткометражните филмови во 60-тите, долгометражните играни Summer in the City, Alice in the Cities, King of the Road, The American Friend и многу други во 70-тите, за 80-тите покрај култните Paris, Texas и Wings of Desire, филмови кои до ден денес провеуваат елементи во неговите нови играни дела, како што е сочувството кон протагонистот и грижата за светот во неговиот нов филм, аналогна на Ангелот од Wings of Desire, но тој сними и неколку значајни документарни филмови како Room 666 и Tokyo Ga и Cinemas, за во 90-тите да соработува со U2, Talking Heads, Willie Nelson и Buena Vista Social Club, деценија која е во знакот на играните The End of Violence и Lisbon Story. Во 2000-тите проложи да соработува со музичари како Ди Тотенхозен, работеше на блуз документарниот серијал и играните Land of Plenty, Palermo Shooting, Don't Come Knocking. А 2010-тите ги започна впечатливо со Pina и The Salt of the Earth, играните Everything Will Be Fine, The Beautiful Days of Aran Nunes, Submergence, документарниот Поп Френсис A Man of His Word, а хиперактивниот 77 годишен режисер минатата година покрај Perfect Days сними документарен филм за уметникот Анселм и краток филм Somebody Comes Into the Light. Така што Вендерс секогаш наоѓал место за малиот човек да стане централен лик на делото и да го осознае светот наоколу и да стане поданик на неговата убавина, а долгогодишното музичко познавање и соработка е причина за одличен саундтрак на Perfect Days, филм кој е најблиско стварување на Вендерс до естетиката на Озу. Меѓутоа, не смее да се занемари фактот што станува збор за исклучиво повлечен филм, кој во известна смисла бара и резигнирана публика, дело кое со своите наративни одишки и рамнодушна стилизација нема да го реобмисли постоењето или предизвика тектонско поместување во погледите на животот на еден гледач, па меѓу другото мора да се антиципира и потешкиот пат за изнаоѓање на коректната публика, која ќе најде уживање на филмската убавина која ќе ја понуди филмот, која не е за секој вкус. Филмот имаше својата премиера на Канскиот филмски фестивал, на кој Коџи беше награден со Златната палма за најдобар актер, носејќи го целиот филм на својот грб, со присуство во секој кадар и се разбира дека оде Куменската црква со гледаа монашко однесување на протагонистот и го наградија филмот, а потоа беше прикажан на Telluride, TIFF, Рио, BFI, Нью Йорк, Чикаго, EFI, Тајпеј, односно беше прикажан на бројни фестивали широм светот и јас имав можност да го гледам дури на два домашни фестивали на големото платно, односно на Синедес и на Браќа Манаки, но чекав да стане достапен на дигиталните платформи за да може да биде погледнат од поширокиот аудиториум за да го рецензирам. Но без разлика што се прикажа широм светот и заработи дури $13 милиони, артхаус филмот на Вендерс,
Не беше награден на фестивалите од проста причина што е во прашање резигниран медитативен филм, кој, исто како и неговиот протагонист, во трката со престижните и амбициозни филмови, одлучува да си живее собствен, повлечен живот, уживајќи ги во целост убавините на постоењето, не баре хаику филм за животот на една човечка мравка, воодушевена од природната убавина. The Match Factory се дистрибутери на филмот, Неон за САД, Муби за Европа, кој, иако не стана представник на Германија за интернационален Оскар, беше поднесен од страна на Јапонија и заедно со германскиот представник The Teacher's Lounge и двата филма добија номинација за Оскар, кои се во тешка конкуренција со Ио Капитано, The Zone of Interest и Society in the Snow. Медитативен, спорадичен филм за убавината во тривиалностите на симплистичкиот живот на еден хигиеничар, кој колку и да сака да се дистанцира од светот со својот аналоген живот, нема да може да го избегне интерферирањето на споредните ликови во неговиот живот. Но сите можеме да научиме нешто од лекцијата по скромност, квалитетна музика и убав пишан збор, која ни ја воочува молчеливиот протагонист, кој го има пронајдено животниот спокој во хармонија со природата. Ако морам да го евалуирам, тогаш Perfect Days од мене има 4 од 5. Доколку ви се допадна 302-то издание на дигиталната архива Видеологија, лајкувајте го видеото, споделете го и следете го каналот. Последете и постанатите рецензии на виртуелната полица. Благодарам за вниманието. Поздрав!